За гласовите на над 60.000 избирачи во општина Газибаба ќе се борат 7 кандидати. Општината, која е половина урбана, половина рурална, забрзано се проширува, но токму затоа и се соочува со бројни предизвици. Актуелниот градоначалник Бобан Стефковски од ВМРО ДПМН трча за следен мандат. Тој во јавните настапи ги истакнува реализираните 670 проекти. Новата програма содржи изградба на 4 нови градинки во Хиподром 2, Керамидница, Сингелич и Маџари, 2 катни гаражи во Автокоманда и Ченто, изградба на нова населба меѓу Хиподром 2 и Трубарево, мерка 0 комуналии за изградба на куќа, вложување во образованието. Досега изградивме 2 спортски сали во населеното место Стајковци, во населеното место Булачани. Интензивно се гради нова училишна зграда за учениците основното училиште Крстен Мисирков во Ченто. Обезбедивме бесплатни училишни униформи за сите 6800 ученици. А наскоро денес започнуваме со доградба на училиштето Крум Тошев во Трубарево и изградба на уште една спортска сала во населба Железара. Кандидатот на СРСМ е Владко Митовски. Тој најави 3 катни гаражи, еднонасочни улици во Автокоманда, нов мост што ќе го поврзе булеварот Асном со улицата Перо Наков, нова клучка за Инџиково и Хиподром, реконструкција на водовод во сите делови каде што нема вода, нова спортска сала, затворен базен, кино и културни домови. На местото каде што сега има отпад, ќе никнат паркови, детски и спортски игралишта, а на дел од депониите по нивното чистење ќе поставиме и термални камери за да ставиме крај на повторно создавање на истите. Паралелно, ќе довршиме фекалната канализација низ целото населено место. Ќе ги санираме и асфалтираме улиците, а по изведените работи ќе го замениме и целосно уличното осветлување со нови лед светилки. Кандидат на партијата Демократи е Зоран Петковски. Тој голем дел од кампањата посветува на проблемот со отпадот во општината. Смета дека системот лошо функционира. Вели дека јавните предпријатија не си ја вршат работата, главно поради големиот број на кадри, вработени по политичка линија, чија продуктивност според него е многу мала. И на овие локални избори да гласате за Демократи, за партијата која што нуди служба на народот, која што нуди воведување по дитна постапка на отворените листи. Ќе бидам максимално борбен и во застапувањето и борењето за вашите народни интереси. Мораториум на продажбата на градежното државно земјиште за изградба на габаритни станбени објекти. Ова е едно од ветувањата на кандидатот Златко Тренчевски од Левица. Тој ветува дека доколку стане градоначалник, наместо бетон и жежок асфалт ќе гради градинки, училишта и паркови, ќе постави подземни контейнери, а ќе направи и кино на отворено во населбата Маџари. Овие семејства што ќе се населат тука, каде ќе ги запишат нивните деца, во која градинка, во кој училиште? На територија на населба Керамидница не постои градинка, не постои училиште. Јас како иден градоначалник ќе прогласам мораториум за продажба на државно земјиште за изградба на вакви стамбени комплекси. 50-годишниот Тоне Димковски е адутот за градоначалник на Работничката партија. Според него недозволиво е во 21 век да нема питка вода за дел од жителите на Газибаба. Ветува чиста и уредна општина. Јас не сум политичар, јас сум човек од оваа општина. Живеам со истите проблеми и сакам исто да го сакате и вие. Чиста, уредна и жива општина. Како независен кандидат за градоначалник ви ветувам честна и отворена работа, вистински резултати и достоинство за секој жител. Марија Мајкич е кандидатот за градоначалник од Единствена Македонија. Таа е воедно и највозрасниот кандидат за градоначалник на 79 години. Според партијата влегува во изборната трка подготвена да го вложи своето знаење, искуство и љубов кон општината. Смета дека Газибаба заслужува честни и одговорни луѓе. Кандидат на Македонска ера трета е Владко Утевски. Тој вели дека граѓаните имаат можност да гласаат за стручни личности кои знаат и умеат да ја остранат загаденоста, да придонесат за чист воздух и чиста средина, да се справат со канцерогените депонии и да донесат чиста вода до секој дом.